Здраво, ова е 412-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збирна први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Stranger од Франсуа Озон, во кој станува збор за Марсо, глумен од Бенџамин Власен, рамнодушен французин кој живее во 30-тите години на минатиот век во Алжир, чиј секојдневен живот се видоизменува по смртта на неговата мајка и судбоносната средба на плажата, каде ќе застрела араб и биде осуден. Странецот е библијата на модернизмот, барем за мене, односно представува архетип на сите хипстерски и нехипстерски филмови за отуѓениот млад човек, кој не може да си го најде спокојот и местото во модерното општество, така што сите несватени самотници во модерниот филм имаат долг за отплатување на Албер Ками. Сите ја прочитале книгата, барем тие кои завршиле средно образование, така што запознаени сте со индигнацијата на Марсо, кому ништо не му значат турбулентните чинодејствија во кои е вовлечен, од смртта на родителот, заљубувањето, сведочењето и извршувањето на насилството, затоа што подлегнува на начелата на екзистенционализмот, кој емпириски го опфаќа севкупното притисување на земјата на Марсо. Кога сум ја читал книгата, не сум имал капацитет да ја сватам улогата која ја има Алжир и што значи францускиот колониализам, и затоа сум благодарен на Озон што го нагази овој аспект, кој не е детално вработен во делото, затоа што за мене Алжир била асоциација за нетрпеливоста, насилството и жештината, но постои заедница која доживува загуба од убиството, со што Озон ја шири перспективата на странецот и каузалниот след на неговите дејанија, да не остане само на солипсистичката перспектива во делото. Исто така многу интригантен е наспевот на негодување на сестрата на починатиот Муса, Джемела, дека Алжир не е домот на Марсо, што исто така говори колку се недобре дојдени французите од мештаните на кои им ја окупираат земјата. Според неа сите се загрижени за животот на Марсо, но никој за смртта на низиниот брат, кој е именуван во филмот како Муса. Последниот кадар од филмот Озон му го стапува токму нему, покрај плажата, која е тука и за арапот и за французинот. Има неколку значајни сентенци кои нужно е да го најдат своето место во филмот, меѓу кои и од блесокот на сонцето кое е виновно за убиството, како што ќе дознаеме од исказот во судницата. Меѓутоа, Озон одлучува да го започне делото со варијацијата на синтагмата убив араб, а не умре мајка ми, како што отпочнува романот, затоа што во филмот со Марсо се запознаваме кога ќе стапне зад решетки, in medias res. Сепак, преструктурирањето не ја прави спорна доследноста на филмот кон книгата, напротив, и значенски и смисловно го доловува незиниот дух. Постоечка индиферентноста на посведоченото насилство, исклучене од светот Марсо, беспомошно самува, за кој секој живот е ист. Безволно реагира на предлогот за прелоцирање во Париз, едноставно се има изгубено значење за него. Новинската сторија која магично ја наоѓа во креветот во затвор за дојденецот, кога го убиле блиските поради неговите пари, бидејќи го заборавиле, избришале, не постои од колективната меморија, тој станал туѓинец, странец во домот, налик Марсо, осуденик на осама. Има една латентна нишка која суптилно чмае во филмот, а таа се однесува на постколониалистичката констатација дека дојденците ги малтретираат локалните девојки и растечката тензија добива ново алиби за својата распространетост и ескалација, која го наоѓа својот катарзичен отвор во самото убиство, кое го содржи одличното визуелно решение со пулинг фокус, ама кој филмски алати да го употребеше Озон немаше да го замени солилоквиот кој е присутен преку нарацијата, премногу е важна за да биде изоставена, колку и да се цели на незиното заобиколување, без да го слушнеме зборот на Марсо во неговата глава, не би знаеле какви иманентни напнатости се кријат зад безизразното лице. Екзистенционализмот распрскан на секаде и во книгата и во филмот, најчесто посочен од Марсо за беззначајноста на животот, бракот, Бог, смртта, затоа што и пред и по него бесцелно ќе живеат илјадници други луѓе. Ништо не е важно, сите сме осудени на бесполезност. Се очекува од Марсо да се грижи за сите тие конвенционални конструкти, како блиските и животот, но тој се бунтува на нормативите токму со апатијата. Кога ќе заврши се,
Марсо смета дека ќе биде помалку осамен. До тоа ќе тежне безчувствително да се однесува во секоја дадена ситуација од постоењето. Ништо чудно што секојаш се јавува екзистенционализмот кога во кризна состојба се наоѓа европската цивилизација. Соодветен е кастингот на ликот за Саламано, самотникот кој си го тепа куќето, преку иконичниот актер Денис Левант, музата на Леос Каракс. Заклучно со верзијата на Озон, сега имаме 3 филмски адаптации на романот од 3 различни артистички универзуми. Првиот е Странецот на Лукино Висконти од 1967 година. Неговиот филм почна со синтагмата дека според Марсо лесна ќе биде неговата одбрана на суд. Доминатата недела Марсо за мене беше Марчело Мастројани, а од оваа недела не сум сигурен во таа квалификација, ќе го изразам моето богохулие дека Мастројани е преголем шмекер за улогата, преекспресивен е и претемпераментен е за лик кому не му е гајле за ништо и за мој вкус Бенџамин Војсин од Summer of 85 е попогоден безпрекорно да ја долови безволноста на Марсо во филмот на Озон. Втор е турскиот Јабанци од 2012 година, единствена итерација во која барем во една сцена мајката е жива и незиниот син ја наоѓа мртва. Муса се именува ликот на Марсо во него, додека пак Муса е всушност убиениот араб кај Озон, што го прави кругот комплетен. Турскиот филм започнува со еден колоквијален ден на Муса. Тој од трите варијанти на ликот е најблизок до родното огниште, технички не е дојденец на домашно тло, кој навидум е најнесреќен во љубовта со колешката, во која зајубен е нивниот шеф, но е единствена итерација која ќе ја дочека свадбата, каде нема ниту сонце, а убиени се членовите на семејството на шефот. Интригантно е да се стационира ликот на Странецот во муслиманскиот свет. Ја имам прочитано и графичката новела на алжирецот Жак Ферандес, кој слободно можело да ја користи Озон како сториборд, но тој се одлучи на ахроматска верзија. Во стрипот, како и кај Висконти, ја има театралната сцена со господинот Антихрист, која е изоставена од филмот на Озон и графичката новела е можеби најлојалната адаптација на делото на Ками во друг уметнички медиум. Етеричната дувачка свита на композиторката на амбиентална музика Фатима Ал-Кадири, која си има свое место во граим, чилвейв и пост-дабстеп водите, создава прекрасни наталожени слоеви на синтетизиран звук со нагласок на суптилни фолк мотиви. Молитвата од џамијата продира во дизајнот на звук и мислам дека нема подобра идеја на која некој може да дојде како одјавна шпица на филмот да стави посоодветна композиција од Killing of an Arab од The Cure, која Роберт Смит ја има напишано инспирирано од книгата, за да се комплетира уделот на сите артисти кои оддаваат почит кон великанот Ками. Исклучителниот модерен кинематографер на смели филмови Мануел да Косе максимално ја искористува темнината во занданите визави светлината на плажите, иако плажата ја слушаме и од другата страна од решетките. Сонот за гилотината насреде пустина е сцена која Озон и да Косе ја обработиле да стане култна, дозволувајќи да биде постигната празнотијата во душата на Марсо низ визуелен печат и да бидеме реални, да се надмине Джузепе Ротунјо на рамниште на колорите невозможна мисија, затоа хроматскиот избор дава поголем простор за автентична реализација, дистинктивна од делото на Ротунјо за да Косе, но правејќи ја поблиска до еден сензибилитет на Бресоновите дела, например. Со ова аудиовизуализација се остава доволно простор за монтажерот Клемент Селицки да го долови темпото во кое ќе гради и сече густата атмосфера на која успешно се цели во составувањето на филмскиот сомнабулен мозаик. За да ги добие правата за адаптацијата на делото, Озон се обратил до ќерката на Ками и го опишал филмот што планира да го снима, добивајќи благослов кој многу големи режисери не го добиле пред него, иако воопшто не ја интересирал Озон одстапувањето простор за девојката Марија или пак за последната сцена со гробот, со право. Да не се безалажуваме, поголемиот остапен простор на Марија, девојката на Марсо, глумена од Ребека Мардер, ништо не менува во приказната, освен да се долови нивното живење во различни проекции на стварноста, пливајќи заедно само во фантазиите, туку само докажува дека ништо и не е важно за Марсо.
Јас и мојата теорија, секогаш може порадикално, која 9 години ја слушате во видеологија, редно време е и да ја применам против озон, кој низ годините има добиено на софистицираност и техника, но има загубено на острина и автентичност, водејќи ме до прашањето дали е доволно бизарен за Озон овој филм и дали вака би изгледал ако го снимеше Озон во 90-тите или 2000-тите или ќе се иземеше поголема слобода. И при посмела адаптација повторно ќе има многу наблюдувачи на погубувањето кои ќе го дочекаат Марсо со извици на омраз. Озон уште во првата сезона на видеологија беше застапен со Double Lover, кога ви говорев за неговата естетика и филмографија, кој стана филмски скрибоман, реализирајќи филмови секоја година преку By the Grace of God, Summer of 85, Everything Went Fine, Peter von Kent, The Crime is Mine, When Fall is Coming, кои се квалитативно далеку од неговите најдобри остварувања. Ме радува што барем Озон не се отклонува од неговите еротски агенси во делото, затоа што потребен е тој негов пристап за обликување на соодносот на голите тела во простор. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, а потоа се прикажа во Бусан, Сан Себастијан, Рио, BFI, Загреб, Стокхолм, Љубљана, Белград, Ротердам. Дистрибуиран е од страна на Гамон, кој освои награди Цезар и Лумиер, како и номинација за Европски Оскар за кинематограферот Дакосе. Доследна филмска адаптација на ненадминливото дело на Ками за отуѓениот модерен човек, странец во сечија земја, кој во миг на избезумена свест и замелушеност од сонцето, одзема живот со испукани куршуми, но дали може општество да осуди човек кому му фалат солзи? Ако морам да го еволуирам, тогаш The Stranger од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 412-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!